Од Унгарија денеска очекуваме да се врати еден пациент. Како е состојбата, кажавте, двајцата се критични, но што значи критично, после еден месец? Видете, само овие два пациенти се интубирани. Сите други пациенти се екстубирани, некои се рехабилитираат, на некои се работи на оперативни зафати за повредите што ги имаат изгореници на кожата. Така, овие два пациенти, од овие два пациенти, едната пациентка е екстубирана, повторно интубирана, повторно екстубирана, повторно интубирана. Се работи нормално за инфекции кои што знаат да ја влошуваат состојбата. Критични не се само овие двајца пациенти. Меѓутоа, секогаш велам со резерва, бидејќи може и од овие што ги рачунаме супер, дека се третирани, очекуваме да се враќаат, може би некаде и може да се комплицира. Меѓутоа, во моментот, само за двајца пациенти зборуваме кои што се малце не малце, туку во сериозна здравствена состојба. Тоа е со проблеми со билите дробови. Секако, да. Каде е постапката за подолготрајна рехабилитација, бидејќи оние 40 на пациенти се вистина Да. Со месеци, па дури со години ќе треба да се третираат и Да, рехабилитираат. бројките се многу подобри од колку што ги очекувавме, искрено. Ние очекувавме бројка над 50, веќе правиме и имаме протокол со кој што ги испраќаме во државите кај што престојуваат пациентите, за да знаеме колку и каква е сегашната здравствена состојба. Ние очекувавме искрено над 50 пациенти кои што ќе треба подолгорочно се третираат. Очекуваме да ни се вратат тие протоколи, опис на состојбата на пациентите, за да планираме колку ќе ги третираме тука и колку надвор од државата. Ја би сакал да ви кажам, и сум го кажал тоа, дека, например, Литванија има еден пациент кој што е супер сега, тие планираат уште еден месец да го задржат за рехабилитација комплетна. Може би ќе има и од другите држави, од овие 48 пациенти, кои што државите се подготвени без финансиски надомест да ги задржуваат одредени пациенти за подолгоричен третман, додека ние веќе се подготвуваме од идната недела, се надевам во 8 септември да се доекипираме и да се подготвуваме одреден број на пациенти да ги третираме во наша здравствена установа за тие потешки пациенти. Ви кажав дека постојат и неколку држави кои што изразуваат интерес за најтешките пациенти на кои што им треба рехабилитација. Видите, добро на состанокот кажа професор Чибишев, не се работи само за физикален третман. Туку треба, да речам така, повеќе начини на рехабилитација. И респираторна, и физикална, меѓутоа и психичка рехабилитација. Така да ќе размислиме, ако има за тие најтешките, тие што ни се нудат да ни помогнат, ќе ги испратиме тамо. Тие што ќе ги задржиме во државата, во 8 септември ќе бидат третирани. А може ли прашање за онкологија, дали до великденските празници ќе стигне целата таа терапија, дали конечно ќе се поднесе барање во измени во законот во делот за тендерите, затоа што стана административните проблем за луѓето кои треба да ја примаат оваа терапија? Секако дека треба да размислиме. Јас пред состанокот се слушнав со директорот на онкологија, бев информиран во детали, се работи за 3-4 лека, кои што недостасуваат не повеќе од 4 дена. Од вторник сите лекови, бидејќи процедурата е завршена на 11, меѓутоа се чека, има право за жалба. Тоа се процедурите, мора да ги причекаме. И после тоа, од вторник, сите овие лекови ќе бидат достапни за сите пациенти. Меѓутоа, во меѓувреме, за сите лекови кои што недостасуваат, а се 4, има терапија која што може да го замени лекот кој што недостасува. Секако дека сериозно треба да размислуваме за законот, за промени во законот, да не ни се случува вака поради административни процедури да недостасуваат одредени лекови. Ви зборувам повторно, не се работи повеќе од 4-5 дена. Министри, јас имам за прашање. Минатата недела во соопштение од Министерството за здравство стигна дека тука се лекари од странство кои што ќе работат со нашите лекари. Јас се обидов да ги најдам лекарите, зборев со директорите на клиниките и не успеав никаде да ги најдам. Значи, ја во соопштение од здравство имаше за состојбата на пациентите и дека тука се лекари од странство. И второто прашање
не во однос на онкологија, требаше да има дисперзирани оделенија во ГОП 8 септември. Минатата недела рекоа од пациентските здруженја дека докторките кои што биле од 8 септември на онкологија се вратени 8 септември и не се обучуваат затоа што нели требаше да поминат да се стегнат одредена пракса. Што се случи? Не, ние 8 септември ќе мораме да активираме и тоа работиме интензивно на тоа. Меѓутоа чекаме дали ќе може и акцелераторот тамо да се активира, тоа многу ни значи. А за дисперзија за терапија веќе се дава и во Тетово 8 септември наскоро ќе треба да почне. Две колешки имаме кои што се вработени таму, така да тоа сигурно ќе функционира, ни треба време за да се доекипираме и да можеме да функционираме како што треба. Во однос на странски доктори. Странски доктори веќе имаме неколку експерти од Англија кои што заедно со нашите доктори подготвуваат евалуација, односно протокол за да се процени тежината на клиничката слика по која што ќе ги триажираме пациентите, кај треба да бидат продолжени да се третираат. Дали ќе треба тука, дали ќе треба тие држави што ни нудат помош да се третираат. Овие доктори не се што работат со нашите колеги, имаше такви, ве известивме, тие се отидени, меѓутоа се имаме експерти кои што се за изгореници и кои што заедно со нашите екипи подготвуваат протоколи. Ќе одговарате ли на политички прашања? Ако сакате, нема проблем. Политичki imate i drejta Ravari keni ju keni premtuar lidhur me spitalin e Kërçovës dhe të shtitit që një kompani e huaj mjaft e përgatitur të filloj përfundoj punimet. Cila është ajo kompani dhe a mund ta dim se kur do nisë u havuj ky javë? Jo, së sharuas pak, jemi rrjedha, bëhet fjalë për Spitalin e Përgjithshëm të Shtipit, Fakultetin e Mjekësisë në Shtip, Spitalin e Kërçovës dhe një pjesë e spitalit, një ndërtesë në Spitalin e Tetovës. Është në procedurë, negociatat i bëjmë si qeveri, po paqeta e marrëveshjes nuk është vetëm shëndetësia, po janë edhe lëmit tjera. Unë besoj se qeveria së shpejti do të nënshkruan një marrëveshje strategjike me një shtet të rëndësishëm evropian për të ecur këto projekte. Cila është ajo kompani? Nuk është kompani, është shtet. Me shtet do të nënshkruajmë bashkëpunim strategjik dhe do të na ndihmojnë me sasi parash për investimet që planifikojmë të i bëjmë shëndetësi dhe në lëmit tjera. Kam parasysh po shteti nuk i kryen punimet, shteti vetëm Rregull, cila do është kompania shteti ne nënshkruajmë me shtetin e cila na mundson finansat, kurse kompanit i caktojnë pastaj në bazë të ankandit, që duhet caktohet kush do konkurojë prej atyre që do konkurojnë, ato do ta marrin punën. Se s'mund prej tash them se kjo kompani është. Министре, останатите тројца лидери од коалицијата вреди побара од вас да одберете страна, па дали вие со вашата алијанса за албанците одбравте страна, дали се поголеми шансите да ја напуштите коалицијата или да останете дел од неја? И една оценка вака да дадете на изјавата на Билал Касами, кој што кажа дека кој ќе ја напушти групата ќе го јаве во. Добро, за Билал Касами не би сакал да коментирам, тој е негов став, ја мислам дека избрзува кога дава изјави, меѓутоа тоа е негова работа. Утре имаме централно председателство на Алијанса за албанците и ќе одлучиме како продолжуваме понатаму. Во петокот што се договорите на состанок? Или нема? Не петокот, и вчера бевме на состанок. Овие 3-4 дена 2-3 пати се видов. Ама и во петокот исто така. И петок Продолжите заедно да функционирате или и вчера бевме заедно. Утре имаме централно председателство кај што ќе земеме став како продолжуваме како Алијанса за албанците. А дали е точно дека преговарате со ТУИ? Не е точно. Не е точно. Значи, јас сакам да биде јасно, имаме две опции како Алијанса за албанците. Едно да продолжиме со Влем и второ да излеземе сами. Имаме одредени општини кај што мислиме дека и сами би направиле добар резултат. Така да тука е изборот е меѓу овие две опции, нема трета опција. А кои се тие општини за кои што мислите дека имате добри? Ете, Гостивар, Врапчиште, Дебар, Боговине, Теарце.
Мислиме. Не мислиме дека ќе победиме, меѓутоа мислиме дека може да направиме добар резултат. Сарај, Ликово. Меѓутоа, ајде да видиме. На крај граѓаните одлучуваат. По добар резултат ќе мислите сами веќе видите со коалицијата во овие источници? Видете, тоа е веќе ствар на договор. Јас сакам да ги слушнам и членовите на Централното председателство. Јас зборам и сами да излеземе. Не велам ќе ги победиме сите општини, одредени општини, мислам дека победуваме. Нормално со коалицијските партнери, со Турската демократска партија, например, во Гостивар, со ВМРО, ја мислам дека без проблем можеме да направиме добар резултат. Така да, дајте ни да одлучиме, без да брзаме, да направиме анализи, имаме одредени анкети направени, така да видиме, па потоа и ќе кажеме како ќе одиме, меѓутоа, чисто овие две опции се во игра. Го запоставивте ли здравството периодот додека политички вака? Не, Кардиохирургија никогаш. Има представа во јавноста дека повеќе еве онкологија реагира за пациенти, други здруженија реагираат за лекови. Видете, нема ден кога не сум тука, нема ден кога овде не комуницирам со минимум 10-20 луѓе, нема ден кога не сум низ клиниките или болниците некаде, промовираме одредени работи кои што ги правиме. Ете, бевме во Гостивар минатата недела, се надевам наскоро урологија ќе промовираме нова, реновирана. За кардиохирургија ме прашавте, чисто да ве прашам, да ви кажам, значи, дисекција на аорта, тоа е сериозна диагноза, барем колегите кои што се по доктори или здравствени работници знаат, пациентот не е дека не е примен. Е примен на клиника, е направена ЦТ ангиографија, превземени се сите мерки бидејќи имал хипертензија, за да се стабилизира, па потоа да се оперира. Во меѓувреме пациентот починал, за жал. Јас не знам зошто семејството инсистирало да не се направи обдукција. Нашите колеги инсистирале обдукција по секоја цена да се направи, да се констатира. Меѓутоа, како и да е, денеска е Државен санитарен инспекторат таму и веднаш и нашата стручна комисија од Министерството за здравство, откако да добиеме од ДСЗИ, ќе излеземе да констатираме точно што се случило, меѓутоа не е точно дека пациентот не е примен. Е примен. Силата таа упрема стентови, функционална сала, дали Секако, јас ви кажувам дека едната сала се реновира на кардиохирургија, другата сала функционира. Значи тврдам и немало дека имало друг случај, па овој требало да чека. Требало притисокот да се стабилизира за да може да се оперира. Меѓутоа во меѓувреме дисекантна анеуризма на аорта е сериозна диагноза. Ligjë unë me sa e di është gati, vetëm duhet ditën që dalin ta promovojnë së bashku partnerët e koalicion. Zotri Taravarja, nuk na po një dhe Shqip lidhur me raportet brenda koalicionit dhe kemi informacion që edhe sonde do takoheni, a do flisni diçka konkrete, a do vendosit sonte diçka po? Jo, sonte nuk takohemi, po gjeu taku, pardje jemi taku, ditën e premte jemi taku, kështu që kemi pas këto 4-5 ditë, me siguri 3 ose 4 takime së bashku. Alianca për Shqiptarë ditën e martë ka kryesi qendrore nesër. Aty duhet ta sjell vendimin, po për ta sqaruar për opinionin kemi dy opsione. Një opsion është së bashku me Vlenin të dalim në zgjedhjet lokale, ose opsioni i dytë është Alianca për Shqiptarët të del e vetë në zgjedhje. Mendojmë se edhe vetë me dalë në disa komuna me ndihmën e disa partive të partnerëve të koalicionit, mund të bëjmë rezultat mirë dhe të shkojmë në rundë dytë, po edhe të fitojmë. Po ja që unë dua ta ndëgjoj kryesin qendrore dhe kryetarët e degëve dhe në bazë të asaj të vendosim definitivisht si do të shkojmë në zgjedhjet lokale. Каде и во колку тема се контролува? Утре имаме во 7 состанок на Централно председателство во Тетово со сите председатели на огрануци на Алијанса за албанците. Сакам да ги слушнам и да донесеме аналитичкиот центар на Алијанса за албанците има направено одредени анкети, ќе ги презентира тука и ќе треба да донесеме заедничка одлука како. Од тие две опции. Да, две опции се, значи нема трета опција, овие две опции се, нема други.
Албанците.